Нам не ни се брза. За нас е важна крајната цел. И тука ќе бидеме онолку денови или месеци, а може би и години, колку што ќе биде потребно да ја зачуваме унитарноста и независноста на Република Македонија. Така е! Македонија, под чие сонце ќе има место за сите нејзини лојални граѓани, без разлика на вера, етнос или политичка определба. Македонија, во која заеднички ќе живееме сите граѓани, без фаворизирање на некое малцинство, чии апетити ги надминуваат границите на Уставот. Ако еврокомесарот Хан одби да ја осуди тиранската платформа и одби да го слушне гласот на народот, истиот тој народ одбива да ги чуе неговите препораки. Со нив нека се занимава оној на кого му се брза да биде премиер на далечинско управување и да спроведува туги агенди за редефинирање на државата. Ако мисли дека може да ја изигра волјата на мнозинскиот народ, затоа што 2,5 години трпеливо ги слушавме неговите лаги, дека и овој пат ќе помине, дебело се излажал. Овој пат нема да помине. И трпението има граница. Дојдовме до крајот. Колку сме, толку сме, токму сме. А секој ден сме се повеќе и посилни и поцврсто решени да одиме до крајот, зачувување на унитарноста и сувереноста на Република Македонија и без протекторати и марионетски влади. За Македонија заедничка држава на сите граѓани, а не за двојазична и федеративна Македонија, на Заев и неговите ментори од Тирана, Брисел и од амбасадата на Калето. Од ова свето место, пред споменикот на Гоце Делчев, на господинот Иванов, председател на Република Македонија, му упатуваме силна поддршка да истрае во намерата да го почитува Уставот и да ја одбрани сувереноста на државата, да не дава мандат за влада зад која стојат туги интереси и мрачни сценарија и платформи создавани во туги држави и од туги премиери. Ги повикувам и сите оние што уплашени седат пред телевизорот и ги следат настаните, загрижени и уплашени за собствената и иднината на своите деца и својата татковина, или дзиркаат низ од прозорците, мислејќи дека некој друг место нив ќе ја одбрани државата, да се охрабрат, да го поведат стравот и да ни се придружат. Вашето место на плоштадите и по улиците е празно. Никој место вас, ни подобро од вас, не ќе изврши вашата света мисија, одбрана на унитарноста на Македонија. Заедно сме посилни и можеме многу повеќе. Да живее Македонија!